Веќе еден месец трае агонијата на сточарите кои маки мачат со болеста јазлеста кожа кај добитокот. Непрофесионалноста и незаинтересираноста на институциите на државата се закануваат сериозно да го уништат добиточниот фонд во Република Македонија, како и млекопроизводството. Еве се наоѓаме во селото Висока Мала, каде што секојдневно умираат говеда по шталите и каде што се носат на кланица. Како што е најавено за утре, ќе бидат одземени над 120 говеда и ќе бидат однесени во кланица и ќе бидат убиени. Болеста опасно се шири и во останатите региони во државата. Се затвараат фарми, плачат сточари, чија што основна екзистенција е одгледувањето на добиток. Агенцијата за храна и ветеринарство ситуацијата ја смирува со декларативни заложби и лаги дека вакцините ќе бидат набавени до 20 мај. Лажат, бидејќи 20 мај помина, а вакцините се уште ги нема. Поради неспособноста и аматеризмот на одговорните лица во Министерството за земјоделство и во Агенцијата за храна и ветеринарство, не се планирани ниту денар во буџетот на Република Македонија за вакви проблематични кризни ситуации. Според последните изјави на директорот на агенцијата, најоптимистички најави се дека вакцините ќе пристигнат во почетокот на јуни. И ако пресметаме еден месец за вакцинирање на говедата, 3 недели за стекнување на имунитет, сточарите треба да чекат до почетокот на август. Затоа бараме владата веднаш да ги обештети сточарите и да ги плати говедата онака како што треба, со записници кои што ќе одговараат на реалните состојби и договори меѓу сточарите и одговорните лица, инспекторите од владата и од Агенцијата за храна и ветеринарство. Да бидат обезбедени средства за покривање на сите загуби и да биде обезбедени средства за загубите за падот на цената на млекото. Млечната криза веќе е очекувана. Бараме сериозност од институциите во справувањето со болеста јазлеста кожа, додека се уште може да се спаси нешто и да им се помогне пред се на сточарите. Хаосот во земјоделството и сточарството, што го направи оваа влада, тешко се поправа. И затоа таа треба да одговара за состојбата во која денес се наоѓаат земјоделците и сточарите.